Крајот на месецов ќе даде појасна слика за силината на овој бран на зарази и расширеноста на мутациите во земјава. Бројките на нови позитивни лица секој ден се се повисоки, што значи дека и покрај тоа што голем број од пациентите ќе го прележат вирусот со полесна клиничка слика, што е карактеристика на варијантата Омикрон, која станува доминантна. Сепак, бројноста на инфицираните ќе донесе и притисок врз болниците, предупредуваат инфектолозите. Во моментов амбулантите се местата каде што најмногу се чувствува новиот бран. Прогнозите на инфектологот Фадил Цана се дека клучни се следните 2 недели за развојот на целата ситуација, а за превентивни мерки и рестрикции како во Западна Европа веќе е доцна. Следниве 2 недели, со оглед на калкулациите што би требало ова да се направат, се очекува веќе притисокот амбулантски е доста голем. Нашиот здравствен систем сите мерки ги донел постфестум. Така што не знам која би била здравата логика на мерките кога самата варијанта е присатна во населението. Значи, Скопје, да не кажам дека цело Скопје има некаква варијанта, да кажам. Дали тоа сепак е зараза од сезонскиот грип, дали е тоа од Омикрон варијантата. Главните и најголеми здравствени капацитети во Скопје не се единствените каде што напливот на пациенти наеднаш се зголеми. Празничните собири во затворено завршија, а сега голем дел од луѓето се во амбулантската чекалница како последица на истите. За жал и во овој бран бројките наеднаш порасна, веќе сме стигнати во двете амбуланти од прилика околу во просек 120 прегледи дневно, кое што е навистина голем притисок за болницата, но цела среќа што нема, што овој бран врви полесно, значи се врви со амбулантски третман, со домашно лекување и дневно болничко лекување. Утре ќе се знае дали Комисијата за заразни болести ќе препорача некакви нови мерки до владата, а главното прашање околу кое што ќе се кршат ставовите на здравствените експерти е тоа дали ќе се скрати времето на изолација за граѓаните кои се позитивни, како и за различните категории на пациенти во смисла вакцинирани, невакцинирани и асимптоматски случаи.